Дали сте виделе град украсен за Божик? Во градот има поставено толку многу светла. Светлината беше дел и од првиот Божик. Не шарени светла од надворешната страна на куќите или треперливи светла на дрвјата, како што ги имаме денес, туку 3 специјални светла за кои читаме во Божјата книга Библијата. Библијата ни кажува од каде дошла светлината. Неа ја создал Бог. Илјадници години пред првиот Божик, Бог и кажа на светлината да се појави и таа се појави. Само Бог има моќ да направи такво неверојатно нешто. Бог е тој кој создаде се во вселената. Тој не создал сите и многу не сака. Светлината може да не потсети на работи кои се правилни, добри и чисти. Така што има смисла дека светлината доаѓа од Бог. Тој е совршено чист. Во Библијата читаме: Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Бог во неговата голема сила направи светлина. Откако ја создаде светлината, тој ги создаде сонцето, месечината и звездите. За првиот Божик, Бог на една звезда и даде важна работа. Тоа е првото божикно светло за кое ќе размислуваме денес, специјалната звезда. Бог ја искористи оваа звезда за да објави важна вест. Се родило особено бебе. Имаше мудреци кои живееа на исток. И тие ја забележаа посебната звезда. Тие всушност долго очекуваа таа да се појави. Кога мудреците ја видоа звездата, знаеа дека се родило особено бебе, па решија да тргнат на долго патување за да го најдат. Во меѓувреме надвор од едно мало место наречено Витлеем, некои овчари пребиваа во полето и ги чуваа своите овци. Беше ноќ, а небото беше темно. Одеднаш се случи нешто неверојатно. И ете, ангел Господов застана пред нив и славата Господова ги осветли, и тие се уплашија многу. Тоа е второто божично светло. Овчарите беа обкружени со силна светлина од Бог. Тие беа храбри луѓе кои ги пазеа своите овци од диви животни, но никогаш не виделе вакво нешто претходно. Беа преплашени. Бог имал посебна причина да го испрати тој ангел и таа моќна светлина. Тој сакаше и овчарите да ја слушнат добрата вест. Еве што рекол ангелот: Ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. Бог ја објавил добрата вест со специјална звезда и со моќна светлина. Но оваа добра вест не беше само за мудреците и овчарите. Таа беше за сите во светот, за тебе и за мене. Секој човек е роден со голем проблем, наречен грев. Јас и ти правиме работи за кои Бог вели дека се погрешни и лоши. Може би пред спиење се преправаш дека спиеш, но тајно гледаш на телефонот или може би се прикрадуваш во кујната за уште еден десерт, кога знаеш дека не ти е дозволено да ги правиш тие работи. Може би мислиш дека овие работи не се толку сериозни, но Библијата вели дека размислувањето, кажувањето и правењето погрешни работи е како одење во темнина. Тогаш си одвоен од светлината од Бог, кој е секогаш свет и праведен. Гревот е многу голем проблем, но ангелот кажал на вистина добра вест. Ова особено бебе ќе им помогне на луѓето повеќе да не бидат одвоени од Бог. По долго патување и мудреците го нашле детето. Тие му ги дале подароците што ги носеле. Не играчки, туку злато и други многу скапи подароци. Тие клекнале и му се поклониле. Мудреците знаеа дека ова е многу особено дете. Дали го знаеш името на тоа дете? Да, се викаше Исус.
Исус изгледаше како обично мало момче, но кога порасна, многу луѓе го видоа како прави работи што само Бог можеше да ги направи. Имаше моги да лекува секаква болест, па дури и да управува со временските прилики. Еден ден Исус разговараше со голема група луѓе и рече: Јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Исус е третата и најважна Божикна светлина, за која сакам да ти кажам. Тоа е причината поради која Бог ги испрати првите две светлини. Тој е најневеројатната светлина од сите. Исус е светлината, затоа што Тој е Бог. Па затоа Тој е сосема праведен, добар и чист. Тој, светлината на светот, го напушти својот дом на небото и дојде на светот како бебе. Исус дојде за ти да не одиш во темнина, за да не бидеш одвоен од Бог поради твојот грев. Тој дојде за да можеш да ја имаш светлината на животот, за да можеш да уживаш во познавањето на Бог, да живееш на вистински начин и да ја вршиш неговата волја. Исус може да ти ја даде светлината на животот, затоа што, иако никогаш не сгреши, дозволи да го тепаат и да го заковаат на крст за да умре. Откако умре, телото на Исус беше погребано во гроб. Но тој повторно оживеа на третиот ден. Стотици луѓе повторно го видоа жив. Денеска, ако не сакаш да бидеш во темнина, сети се што рече Исус. Кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината во животот. Да се следи Исус значи да имаш потполна доверба во Него и во Неговата жртва за тебе, како единствен начин да започнеш прекрасен живот со Бог. Овој живот започнува во моментот кога ќе поверуваш во Исус и ќе трае за секогаш со Него на небото. Дали ќе поверуваш во Исус денес? Се надевам дека овој Божи ќе уживаш во шарените светла во домовите и по улиците, во треперливите светла на елките. Но не заборавај на посебната звезда и моќната светлина, преку кој Бог објави дека ја испратил најневеројатната светлина од сите – Исус. Исус е светлината на светот. Честит Божик! Христос се роди!